Почитувани, добро вечер. Вечерва разговараме за правдата во Македонија. Актуелна е темата со правото и правдата и поврзано со тоа вечерашната тема е правда во Македонија. Ке поразговараме за судскиот совет, за разрешувањето на 5 членови во судскиот совет, ке разговараме и за предлог разрешувањето на владата на Република Македонија за јавниот обвинител Љупчо Коцевски и неговата работа која е позната изминативе неколку месеци дека со прст не мрдна за одредени постапки против поранешната власт. Борбата против криминалот и корупцијата на Министерството за правда, кога ќе биде и дали пронајден Артан Груби за да види јавноста дали тој навистина е чист како сол за што говореше и кои се мерките на Министерството за правда за борба против корупцијата и криминалот. Вечерва на овие и други теми разговарам со државниот секретар во Министерството за правда Дејанчо Ефтимов. Добре дојдовте и добро вечер. Добро вечер и ви благодарам на поканата. Па пред да почнеме, што значи да се биде државен секретар во Министерство за правда? Каква е таа чест? Огромна е честа да се биде пред се одговорна во името на граѓаните да се застапува Министерството за правда, односно целата организација во самото министерство е предизвик, бидејќи предстојат многу суштински реформи. Од овде, преку законодавната власт, ни зависат целокупните реформи во целокупниот правосуден систем. Која е според вас разликата помеѓу еве сега претходно бевте пратеник, сега сте државен секретар, која е разликата? Разликата можеме да ја согледаме на повеќе начини, меѓутоа јас сметам дека тоа е на дополнување на извршната со законодавната власт. Ако имаме кохезија помеѓу законодавната и извршната власт, тогаш ќе имаме и добра регулатива и добри закони. Така да, ако се надополнуваат народните избраници со носителите на функции во извршната власт, ќе имаме добри закони, а добрите закони и нивната имплементација и примена значат добро за секој граѓанин на Република Македонија. Сега би додал кон она што ни е тема вечерва, тоа е кој е вашиот став околу судскиот совет и предлог разрешувањето на оние 5 членови во истиот совет. Дали со ова би се зголемила довербата што ја говориме неколку години наназад во правосудниот систем? Така, довербата во правосудниот систем е на едно, да не речем, незавидно ниво, бидејќи сите знаеме дека оние спомнувани 2% се во рамките на статистичка грешка, која што перцепција и суштинска состојба мораме да ја промениме час поскоро. Бидејќи во целокупното ова што се случува на сцената на правосудниот систем е всушност резултат на поединци и групи кои што се вмрежени меѓусебно. Ова перцепција која што ја имаме, а и правосудството целокупно која што имаме сплетки на спрега од обвинители до судии, судски совет, совет на јавни обвинители и сите други органи кои што гравитираат и учествуваат во создавање на самата перцепција, а јас овде ќе кажам дека не е само перцепција, туку е суштинска потреба од реформа, бидејќи ова спрега која што ја потенцираме длабоко навлегува во работењето на самите органи во правосудниот систем и со тоа ја оцрнува работата и на оние, бидејќи и таму имаме честни луѓе кои што работат, да не заборавиме. Не можеме секогаш да генерализираме. Ја затемнуваат онаа светла точка која што оние кои што се избрани и се на ниво на функцијата која што ја носат и довербата која што им е дадена, сакаат да ја оправдат, меѓутоа онаа група која што ја потенцирав бидејќи ова е спрега на повеќе институции и повеќе носители кои што превземаат противзаконски дејанија, односно тргуваат со влијание, имаат меѓусебна врска и со тоа ја зацрнуваат работата и на оние честни луѓе и честни вработени кои што сакаат правдата во Република Македонија да завладее. Затоа, кога станува збор за судскиот совет, како што потенциравте, станува збор за еден орган кој што треба да биде врв, односно да се грижи за достоинството, честа и авторитетот на целокупниот правосуден систем, односно на судовите и судиите кои што го работат тоа. Меѓутоа, за жал, во последните неколку години сме сведоци дека тоа е не генератор на авторитет, односно заштита и на правата и обврските на самите судии и сите кои што се под правосудните органи кои што спаѓаат во нивниот домен, туку тие се генератори на кризни состојби во самиот судски совет, односно тие самите
даваат пример кој што секој еден друг носител на функција тргнувајќи од судија ќе се поистовети со тоа дека самите членови во судскиот совет не се на нивото на кое што треба да бидат како стручни, компетентни и тие да раздаваат правда, односно да даваат насоки како да раздаваат правда, туку се еден колектив кој што работи единствено, потенцирам и само единствено во однос на тргување со влијание и нивни внатрешни сплетки под превезот на претходните носители на јавни функции, како што знаеме и во состојба кога се менува и председатели на судскиот совет по насока на тогашната извршна власт и целата влада, и председателот на судскиот совет беа менувани за да после тоа, после неколку месеци и самиот суд, кој што потенцирам судиите во тој суд се избрани токму од страна на судскиот совет, истите да им дадат школски пример дека судскиот совет не постапил согласно позитивните законски прописи, односно не постапил според законите. Што значи тоа? Тоа значи дека тие биле свесни дека постапуваат спротивно на законот, односно не е во согласно со позитивните прописи, меѓутоа сведоци бевме на една циркузијада во самиот судски совет, каде што се избра нов председател на судскиот совет, за да во периодот додека јавноста се занимаваше со тоа на кој начин е избран новиот председател, дали е законски, дали не е законски, се поминат одредени одлуки и одредени дисциплински постапки спрема одредени судии, кои што потенцирав претходно се од екипата, односно од мрежата која што требало задкулисно да се отфрлат овие пријави или да се стават во фиока и да немаат крајна разрешница, за да после неколку месеци без никакво двоумење по одлука на управниот суд се врати повторно претходната председателка на судскиот совет и внимавајте, без никаква иницијатива и никакво покренување, а секако и заслужува одговор овде и јавноста, доколку одлуката била незаконска за нејзино разрешување, што се случувало со одлуките кои што ги носел самиот судски совет во моменти кога председавал со судскиот совет лице кое според судот било нелегитимно. Затоа од овде се покренува и самата теза дека сето ова е сплет на договорени игри и затоа самата интерпелација која што се поднесува за судскиот совет е целосно оправдана, бидејќи и согласно закон, органот кој што ги избира можат да одговараат пред самиот тој орган пред кој што се избрани. А тие членови се избрани токму од Собранието на Република Македонија и од напред да потенцираме дека не станува збор за никакво мешање на законодавната во судската власт. Впрочем, и самиот начин на избор кој што е предвиден е токму да има баланс помеѓу силите кои што ги избираат, односно бројот на членови во судскиот совет кои што се избираат од страна на судиите и граѓаните преку своите представници во законодавниот дом. Впрочем, народните избраници, односно пратениците, се представници на граѓаните. Така. И затоа потенцирам дека не станува збор воопшто за мешање, туку напротив, станува збор за отчетност пред оние кои што ги избрале и им довериле да се грижат за достоинството по правосудниот систем, но тие не ја оправдале довербата со неизгласувањето на годишниот извештај и со сите други постапки за кои што и македонската јавност е свесна, односно на очевид на цела јавност, ги имаат сите постапки за кои што потенциравме дека се случуваат во самиот судски совет и затоа во однос на ова интерпелација тие доблесно е пред органот кој што ги избрал да си дадат свое образложение, да си ги кажат своите ставови, да се оправдаат или не оправдаат во однос на нивното постапување, а пред се прашање ќе биде како тие постапувале токму како што потенцира во претходниот период кога имале, внимавајте, сите ја признаа пресудата. Имале на увид дека нешто се случувало противзаконски. И сите премолчено ја заобиколуваат пресудата и повторно продолжуваат да работат како да не било ништо. И сето она што се случува понатаму во целокупниот правосуден систем и падот
на Република Македонија на листата на Transparency International. И сите други дејанија се всушност производ на овие органи, вклучително тука и јавното обвинителство, Советот на јавни обвинители и потенцирам уште еднаш сите органи кои што влегуваат во овој правосуден систем. Затоа, мојот став во однос на оваа интерпелација е дека истите треба соодветно во транспарентна постапка да си дадат свое образложение пред органот кој што ги избрал, тоа е Собранието на Република Македонија, и да си дадат свое образложение, па понатаму народните избраници, односно граѓаните преку народните избраници, да постапуваат и понатамошните постапки да се процесуират, односно да истите овие членови ја почитуваат волјата на граѓаните, повторно потенцирам, пренесена преку народните избраници во Собранието на Република Македонија. Го напоменавте и извештајот на Transparency, јас тука би го поврзал тоа и со одлуката, одлуката за разрешување на владата, која што беше предадена кон Министерството за правда на јавниот обвинител Љупчо Коцевски. Што се случува околу него? Дали ќе биде разрешувањето? Кој е вашето мислење? Дали тој може би ги си поднесе оставка пред сето ова да се случи или што да очекуваме? Видете, одлуката која што ја иницира владата преку Министерството за разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија не е ниту едноставна, ниту лесна. Меѓутоа, ова е продукт на сето она што се случуваше претходно. Бидејќи во сите извештаи на сите меѓународно релевантни институции кои што се занимаваат и се во областа на правосудството, ни даваат добронамерни совети, односно ја следат состојбата во правосудството во Република Македонија, се дека еден од органите во правосудството кој што најмногу затајува, односно го нарекуваат така наречено тесно грло, е всушност и јавното обвинителство. Така да и во однос на самиот индекс, јавниот обвинител и јавното обвинителство имаат голем учинок во самиот пат, односно во сите оние постапувања и целокупното работење на целокупниот правосуден систем. За тоа дека е поднесен предлогот, да, сметам дека ќе има период, сега бидејќи самата постапка повикува на тоа дека сега предлогот, кога ќе биде доставен до Советот на јавни обвинители, тие имаат рок да се произнесат, дали позитивно или негативно, понатаму доколку не се произнесат, дополнителен рок добиваат, повторно да се произнесат и конечно доколку не се произнесат, тогаш се смета дека имаат негативен став и мислењето, односно владата може да го достави до Собранието самиот предлог. Меѓутоа сметам дека најдоблесно ќе биде и за самиот Совет на јавни обвинители, дали ќе се стави на линијата на кочничар на реформите во правосудниот систем или истиот ќе биде додадена вредност во однос на реформирање на целокупниот правосуден систем, е сега предизвик дали истите ќе се одважат да постапуваат и непристрасно да ги разгледат сите состојби во кои што сме доведени од постапувањето на самиот јавен обвинител. Бидејќи, потенцирам, ова одлука да се поднесе предлог за разрешување не е ниту лесна, ниту едноставна, меѓутоа е неминувен продукт на сето она што се случувало претходно. И затоа, ова е транспарентна постапка согласно позитивните законски прописи и повторно уште еднаш потенцирам, бидејќи оние кои што сакаат да се зацкријат за тоа дека имало, односно требало да има немешање на законодавната, извршната власт со судската, да, не станува збор за никакво мешање, бидејќи и самиот избор на јавниот обвинител е всушност по предлог на владата на Република Македонија со позитивно мислење од страна на Советот на јавни обвинители. Се доставува до Собранието и Собранието го избира јавниот обвинител на Република Македонија, само што овде директно е нормирано како оди и неговото разрешување. Повторно, како и членовите на Судскиот совет и самиот јавен обвинител ќе има можност да презентира се што сработил и за се она за кое што сметаат оние кои што го дале предлогот, вклучително владата и министерството, дека има соодветни суштински повреди на кои што самиот не пристапил, односно не соодветно постапувал, ќе има можност да ги образложи пред
самите органи. Затоа потенцирам дека уште еднаш не станува збор за никакво мешање, туку согласно позитивните законски прописи, како да и што е пропишано, на кој начин и како треба да постапува самото и Министерството, односно владата, како предлагач, до собранието се многу јасно и децидно нормирани. Овде ќе станува збор, уште еднаш кажувам, дали Советот на јавни обвинители ќе се постави во улога на одбранбен механизам или на ниво на својата задача, ќе ја разгледа овој предлог и ќе заземе став согласно своите убедувања, односно секој кој што јасно и транспарентно треба да има ставот во однос на овој предлог на владата на Република Македонија. И од овде ќе зависат понатаму постапките, динамиката на воспоставување на правда во државата, бидејќи на еден или на друг начин можат истите да бидат кочничари, но доколку се надминат, можат да бидат и генератори на забрзување на реформите во целокупниот правосуден систем. Актуелна е темата и за случајот со лотарија, кој доста одекна изминатиот период. Меѓутоа, ако не се лажам, пред недела дена или околу недела до две, заменик министерот за правда Ален Деребан имаше изјава кај што спомна дека имаат контакти со ресорните министерства во нашите соседи околни, дека можеби за брзо време ќе биде донесен пред судот, да се докаже дека тој е чист како солзи, да видиме што понатаму. Докаде е оваа работа и што да очекуваме од истата? Видете, не навлегувајќи во тоа докај се информациите во делот на пронаоѓање и изведување пред лицето на правдата, надлежните органи тоа си го терат, односно надлежните органи се во постојана комуникација, но ова е еден од школските примери како не треба да се постапува, бидејќи ако носители на јавни функции кои што биле директно инволвирани во создавање на системот, како во државната управа, така и во правосудните органи, со и на начин воспоставен со позитивните законски прописи кои што тие ги предлагале и поддржувале, сега бегаат од лицето на правдата. Зошто? Истите имаат недоверба во системот во кој што тие учествувале во неговото формирање или реформирање, бидејќи тие се декларираа дека се реформатори во правосудниот систем и дека органите работат независно и транспарентно. Ако истите веруваат во тоа што го зборувале, дека работат независно и транспарентно, час поскоро треба да се вратат овде во државата и да ја докажат својата невиност. Бидејќи јавноста и сите оно што го знаеме сите, дека станува збор за огромно испумпување на буџетски средства, системско испумпување, ќе кажам, на буџетски средства од буџетот на Република Македонија. Не навлегувајќи повеќе во детали, надлежните органи постапуваат согласно законите и веруваме дека набрзо кога ќе имаме одредени информации од сите надлежни институции, истите ќе ги спомнат и ќе ги споделат со јавноста. Кои се мерките на Министерството за правда за борба против криминалот и корупција, бидејќи како што гледам изминатите години и според последниот извештај на Transparency International, ние одиме наназад во борбата против корупција, а ете како еден од мерките, односно 4 точки, ако не се лажам, поправете ме, беше и тоа што јавниот обвинител и обвинителството не работеле во борбата против корупцијата. Кои се мерките од Министерството за правда? Мерките и можностите и надлежностите на самото министерство, како дел од владата, се во насока на поставување на терен, она што цело време го зборувам, дека не станува збор за никакво мешање во судската власт, односно мешање на властите, туку правото и должноста на министерството и на владата е да воспостави терен за игра, односно за постапување, со изменување, дополнување и донесување на нови соодветни закони, кои што покрај тоа што ќе бидат добро осмислени, испитани, донесени и истите да бидат практицирани во реалниот живот, односно во самото негово постапување, односно да се почитуваат и доследно до член истите да бидат спроведувани. Најголем проблем имаме во делот, каде што истите овие
се донесувале со одредени закони, се со цел да не можат да бидат применливи и да не можат да се применуваат. Случајно или намерно, ова било воспоставено како пракса, за да, повторно потенцирам, се појавуваат правни празнини и се појавуваат ситуации каде што истите, заобиколувајќи ги, сакат да ја избегнат правдата, односно да се зацкријат за нешто што не е регулирано. Меѓутоа, улогата на Министерството во овој дел е да ги допрецизираме законите, на што на големо се работи, во однос и на изменување и дополнување, а секако и носење на нови закони. Еден од нив е токму и Законот за судскиот совет, за кој што имавме една широка дебата во однос на стручни и експертски трибини во сите апелациони подрачја, каде што се сумираа мислењата директно од оние кои што треба да ги пременуваат, односно оние кои што се засегнати во нивното избирање, разрешување, оценување на самите обвинители, судии, каде што беа сите повикани, да дадат свој допринос во однос на изготвување на ова законско решение. И следуваат и други закони кои што се работат и во моментот има формирано повеќе работни групи, за да се донесат соодветни и закони кои што ќе бидат применливи и целосно да се смени сликата за правосудниот систем. Значи, улогата на Министерството е токму во оваа насока, да се исконтролира сето она што не чини во делот на неприменливост или онаму каде што треба да се интервенира со повеќе измени или донесување на нови законски решенија, на што ревносно работиме, да се изменат законските решенија и да се донесат или нови законски решенија, или да се изменат постојните, за да можеме да го профункционираме целокупниот правосуден апарат и систем и секој еден граѓанин да биде сигурен дека секој ќе биде изведен пред лицето на правдата, но и дека правдата ќе го стигне секој оној кој што постапил спротивно на позитивните законски прописи. Ако смеам да заклучам, законските измени се клучни за борбата против криминалот и корупцијата. Токму така. Значи, секоја постапка е регулирана со закон. Сето она што е инкриминирано, односно сето она што е ставено и во законските прописи, дека станува збор за противправни действија, сето ова е нормирано во законски прописи. Токму овде е улогата да воспоставиме практични закони за примена и секој да се најде во овие закони, а од друга страна граѓаните да бидат сигурни дека оние кои што честно си работат ќе бидат заштитени и нема да може онаа група и мрежа на вмрежани поединци кои што понатаму формираат групи да се наметнат како носители на мислењето за одредена институција, а со тоа да се заштитат самите себе или нив блиски луѓе или оние кои што им биле наредбодатели. Затоа неопходно е донесување на вакви измени и закони и всушност и улогата и на извршната власт преку, потенцирам, законодавната власт, бидејќи таа ги носи законите, е на начин да воспостави владење на правото преку позитивните законски прописи. Иако дел, да речем, ми го одговоривте последното прашање, сепак ќе го поставам, може има нешто што не сме напоменале. Што ќе преземе Министерството за правда да ја донесе онаа правда која што е ветувана изминативе години, па и од минатата власт, кој што некако дојдоа на власт со таа правда, а на крај не видовме никаква правда од тоа што го говореа, меѓутоа што според вас треба да се преземе за да ја добиеме правдата во Македонија? За тоа што направиле за да се донесе правдата, сите сме сведоци дека направиле да се заштитат сопствените криминали и да се заштитат од нивните действија кои што ги превзеле кога биле на власт. Сега и Министерството за правда преку владата и законодавната власт, уште еднаш ќе повторам, ќе ги именуваат позитивните законски прописи, ќе се донесат нови законски решенија со кои што јасно, децидно и прецизно ќе се нормираат сите постапки за ефектуирање на правдата и секој еден кој што ќе се огреши да дојде пред лицето на правдата. Било кој што ќе се дрзне да постапи спротивно на закон, да знае дека правдата ќе го стигне и истите ќе бидат изведени и соодветно санкционирани, за да бидат и пример за сите оние кои што би направиле вакво
дело понатаму, односно да ги одврати од правење на вакво дело. Бидејќи во сегашната состојба мораме да се сложиме дека сметаат и граѓаните, а секако и мокниците, дека никој не одговарал и се може да се заобиколи. Така било, меѓутоа, ние како влада мораме да пристапиме и пристапуваме и ревносно работиме на тоа да немаме одстапувања од почитување на позитивните законски прописи и потенцирам уште еднаш секој еден да биде изведен пред лицето на правдата и граѓаните да ја стекнат довербата во правосудните органи, со што истите ќе се чувствуваат како граѓани од прв ред. Денчо, јас ви благодарам за вашето вечерашно гостување. Се надевам дека барем колку толку ја објаснивме работата на Министерството за правда и вашите ставови и како вашите така и ставовите на Министерството во однос на судскиот совет, јавниот обвинител, борбата против криминалот и корупцијата и се што она очекуваме во блиски дни да го реализирате и ви посакувам сета среќа бидејќи навистина време е правда да има во Македонија. Ви благодарам на поканите и правда ќе има во Република Македонија. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа вечер на тема Правда во Македонија. Ние се гледаме следната емисија. Поздрав и секое добро.